Поплава во Стајковци, август 2016 година. Очајна гледка од пресушено Преспанско езеро, август 2020 година. Две апокалиптични слики, диаметрално спротивни една на друга во рок од 4 години, покажуваат пустош. На ваквите сцени ќе треба да се навикнеме, бидејќи ќе станат се почести како резултат на климатските промени. Според научниците, тие веќе предизвикуваат појави на екстремни дождови и суши, што доведува до намалување на родот во земјоделството, недостиг од храна и човечки жртви. Суша ќе бидат подолги и после поплави ќе бидат појаки. Плажа во октомври, но и снег во април. И Македонија на свој грб ги чувствува климатските промени, кои се варијација на долгогодишните низови на температурата. Нашата генерација живее за 1 степен повисоки температури. Во бројки, навидум и не е голема разлика, но професорот Чукалиев вели дека во постојаните синџири тие создаваат промени кои за нас можат да бидат многу болни. Ќе ме прашате дали во една година која што имала просечна температура од 12 степени или 11 степени. Има некои разлики за земјоделството, бидејќи ја доаѓам од тој сектор. Земјоделците произведували во вакви и онаква години, немале проблеми. Меѓутоа, што се случува? Се случува дека огромна количина на енергија се акумулира во атмосферата, во почвата и во водените тела, океаните. Та енергија доведува до поголема варијабилност на климата. Така да, доаѓа до се почеста појава на екстремни климатски појави. Затоплувањето е глобално, но секој може да придонесе лично. Потребно е секој поединец и општествените системи да се прилагодат на промените кои ги носи актуелното време и да спречат поголеми штети. Дали и колку тоа го прави нашата земја, преку познат пример го објаснува професорот Ивица Милески. Тој вели дека аерозагадувањето делумно е последица на климатските промени. Се почестите периоди на тишини или денови без ветрови носат смог низ Македонија, а локално, земјава, наместо да помага, дополнително го зголемува проблемот. Еден пример од локалните ветрови, кој што е многу значен за Скопје, доаѓа од плината водна. Меѓутоа, на плината водна се изградени бариери од згради кои што оневозможуваат, значи покрај рековме намаленото заради глобални циркулацијски промени, намаленото струење на ветерот, уште поголемо намалување или тотално смирување на ветровите во зимскиот период, што па од друга страна доведува до тоа ние да сме загушени. Од Министерството за животна средина вела дека нивната главна проценка е оти државата се справува со климатските промени, од аспект на она што меѓународните конвенции го бараат од нас да го ставиме во рамка. Уште во оваа година се забележува повеќе од половина достигнување на она што сме го предвиделе како намалување за 2030 согласно првичниот предаден национален подписок. Значи, генерално зборувано, можеме да констатираме дека има работа. Тоа, меѓутоа, дека одредени инвестиции, големи инвестиции, следат. Има подпишано документи, тендерски процедури во ЕЛЕМ и така натаму, кои што се надеваме уште повеќе да придонесат за намалување на емисиите и за постигнување, што побрзо постигнување на целите кои што сме ги зацртале за намалување. Сепак, државата не вложува речиси ништо во научни истражувања кои треба да бидат основа за изработка на стратегии за ублажување на негативните ефекти од климатските промени. Затоа, најчесто се користи меѓународна помош. Професорите велат дека им недостасуваат основните податоци за метеоролошките мерења од УХМР, бидејќи тие имаат цена која што е превисока за нивните скромни буџети, што само покажува колку сериозно се земаат опасностите што демнат од климатските промени.